Имаме добра вест за лозарите од Тиквешијата. Најдовме решение, обезбедени се средства за исплата на сите лозари кои што има договор со повардарие за грозјето што е предадено претходно. Исплатата на средствата ќе почне во среда и ќе се одвива во среда, четврток и петок преку Стопанска банка Битола. И сите лозари треба и денеска банката работи да отворат трансакцијски сметки за од среда да почне исплатата, ќе се информираат во банката кога точно тие ќе може да ги подигнат средствата, значи, но исплатата за првата група ќе почнува во среда, потоа четврток и петок и на тој начин ќе се реши прашањето на исплата на долговите на повардарија кон лозарите. Благодарам. Одиме со втората изјава, така? Па ВМРО ДПМН постојано ги охрабрува младите кои што сакаат да започнат собствен бизнис, да го направат тоа, при што им помагаме во тој процес, бидејќи не е доволно да се има само добра идеја, туку се потребни и финансиски средства и подршка. Во изминатиот период се обезбеди подршка од по 3000 евра за започнување на собствен бизнис во вид на грант, или пак 5000 евра преку кредити за самовработување, кои што во следниот период пак за младите лица ќе бидат изголемени. Износот за сите лица што имаат до 29 години што сакаат да започнат собствен бизнис ќе биде зголемен на 7000 евра по лице за тој што го почнува бизнисот, а ако вработи уште дополнително до 4 лица, за сите 4 лица по 4000 евра, значи тоа се вкупно 23000 евра за фирма која што ќе основа младо лице со 4 вработени. Тие мерки и мерките за ослободување на фирмите од плаќање на придонеси за младите лица до 29 години за 12 месеци ќе овозможат поголем број млади да се вработат, да најдат работа. И јас верувам дека во следниот период дел од нив, оние кои што имаат идеја за собствен бизнис и кои што имаат предприемачки дух, ќе искористат таа можност и затоа денес во Струмица тука ќе имаме можност да видиме и практични примери, бидејќи Струмица и младите од Струмичкиот крај се едни од најуспешните досега во реализација на овој проект. Стотици лица од Струмичко ја искористија шансата и зема или грант или кредит за самовработување. И јас денеска пред младите во Струмица ќе ги презентирам и другите можности што им стојат на располагање со цел што повеќе млади луѓе да ја искористат оваа шанса. Благодарам.